Секој има соништа. Најчесто тие се поврзани со дневните случувања, со нешта кои што се недостижни или ги измачуваат лицата кои заспале. Но ниту во најдлабоките оние во REM фазата не би можело да се предвиди дека еден цел град западнал во иста психолошка состојба, од која јасно се гледа тоа што го посакува. Дали Велес конечно ќе добие катна гаража со онот на голем број граѓани? Кој знае под каков притисок се граѓаните кои имаат такви абсурдни соништа, а тој се рефлектира и врз стомакот, кој се потешко може да ги свари абстрактните работи кои им се вртат во главата. Во таква ситуација на нужда, неопходно е да се бара место за таа да се изврши. Едно од барањето во анкетите на граѓаните беше изградба на јавен тоалет на територијата на општината и ми излеговме во пресвет на барањата на граѓаните, нивните потреби. За разлика од потребите на светот во кој веќе се трага по нова планета на која евентуално би се нашол живот за луѓето, кај нас се уште трае периодот на првична адаптација на земјата, штом вистинска еуфорија се уште предизвикува решавањето на проблеми за кои уште старите римјани го пронашле одговорот. Треба, 21 век сме, треба да има канализација. 21 век сме, треба да има канализација. Таа разлика меѓу нашите и нивните векови трае толку долго колку што се бројат годините. Но тоа не значи дека лесно може да се определи календарот, особено кога соговорникот е личност од чиј говор се јавува вистинска недоумица за кој ден од неделата станува збор. Така да денеска го поштајаме утрешниот ден и неделата со нив. Не е суштествено кога и со кого ќе заврши некој ден, туку како тој се одвивал и како на крајот тој ќе заврши. Всушност, кој воопшто би можел да знае што воопшто е битно, а што нема никакво значење. Не е важно дали јас сум вработен или не вработен. Значи, јас работам, но не сум осигурен. Не е важно тоа. И на крајот, тоа што е важно и секојдневно влијае врз социјалниот статус, не дозволувајќи да биде канализиран и паркиран на депонија, продуктот што се добива од јавните тоалети. Крадеше тоа, опасно се краде. Опасна е дури и само перцепцијата. А за да се реши проблемот, не е доволно само да се констатира миопија. За да се излезе од маглата и да се прогледа, најмалку што треба е корекција на диоптрија.